Здраво, ваги! Добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас и периодот кој следи. Значи, сите што сте вага, сите што сте имате вага во вашиот хороскоп, имате некоја вага во вашиот живот, сите, ова се пораки за сите вас, кои сакате да ги чуете, се разбира, и ќе се однесуваат за месец јуни. Ќе биде генерално, ќе зборуваме за сите аспекти од животот, вие препознаете ја пораката и толкувајте она како што одговара во вашиот случај. И сега да видиме што има во животот на вагите во месец јуни. Што носи месец јуни? Месец јуни за вас е некако со енергија на можеби веќе од мај месец нешто вакво се случува, можеби само во јуни ќе се чувствувате вака, но јас мислам дека вие сте со некое чувство на незадоволство. Вие нешто сакате да заврши. Сега различно за сите. Некој сакате да заврши, овај крај зависи од некој друг. Нешто сакате да заврши, зависи од вас. Но има некоја недовршена работа која мора да заврши за да отпочне нешто ново. Ова нешто ново може не е никаков план или никаква цел, некоја практична цел, може би е само сакате да заврши нешто за да отпочне еден нова состојба во вас, во вашиот живот, во вашата свест, во вашата душа, а тоа е состојба на безгрижност, растеретување од обврските, од ова што ве мачи, како што кажав на почетокот, од ова што ве мачи, што не е завршено, треба да се заврши. Може би некој друг треба да го заврши, никако да го заврши, вие вложувате многу напор да се воздржите. Вие надчовечки некојаш напори вложувате за да се воздржите кон останатите и кон ситуацијата која ве притиска на некој начин. Не ве притиска туку вие се чувствувате дека заради таа ситуација ви не можете понатаму. Во секој аспект ова може да биде вклучено, дали во љубовта, дали во работата, домот, семејството, вие знаете, но такво некоја чувство ќе имате, каде што нешто е недовршено и нешто мора да се заврши. Откако ќе се заврши, вие мислите дека конечно ќе се ослободите. И сега нешто од минатото, нешто многу тешко одело, некоја работа, некако не функционирало нешто тука. А вие повторно вложувате големи напори, сте вложувале, ова е завршено, сте вложувале за да ги исправите нештава. Значи, многу напор вложувате вие и сте вложувале во врска со останатите, во врска со ситуацијата во вашиот живот. Многу се трудите. И добро е тоа што вашиот труд ќе се исплати сега. Ќе се исплати затоа што не само што физички се трудите, туку и вие ќе добивате и постојано ќе добивате некакви инспирации, ќе добивате идеи како да се решат нештата, како да се направат. Вие сакате да бидете безгрижни периодов, а едноставно нештава не ве оставаат на мир. Луѓето не ве оставаат и било како. Но тоа ќе заврши и ќе дојдете до некаква идеја, можеби и помош од некаде, можеби сте ова вие, можеби од некоја бринета, не е баш млада и неискусна, но со многу плодни, интересни и мудри идеи ќе дојде. Може сте вие, може ќе биде некој таков во вашиот живот и вие ќе смислите начин како да излезете на крај со ситуацијата во која сте. Или некој ќе смисли за вас начин. Повик некаков доаѓа. Тоа е сигурно. Доаѓа некаков повик за нешто ново. Вие мора да излезете од таа ситуација во која сте. Дури
дури и да не кете, дури и да не сакате, дури да сте вие ово што не сака да заврши работава, повиков доаѓа и неминовен е дека мора да заврши и мора да излезете од таа состојба, затоа што нешто ново е на прагот. На прагот е нешто ново кое мора да низ кое мора да одите, да поминете, тоа е убаво, не е воопшто лошо. Убаво е, но тоа пак нешто, тоа може насетувате што е новото и малку ве оптеретува тоа што треба повторно од вас нешто тука ќе се очекува, нешто вие треба да си ги покажете вештините, способноста. Вие тоа го имате, но на моменти се двоумите дали ќе успеете во ова. Ќе успеете само доколку рационално, смирено и смислено ги преземете нештата и ги направите работите. Значи никако овде не е дозволено таа безгрижност и таа детинест некој менталитет. Значи тоа нема да биде дозволено во ова ново што доаѓа нештово. Овде ќе треба многу способност, многу мудрост. Тоа може ќе ви смета, затоа што вие сакате периодов да биде лесен и опуштен. Не сакате никакви мислења, размислувања, многу работа, многу обврски. Сега тоа е за еден дел од вас, за друг дел од вас пак вие работите на нешто, толку многу сте се внесле во ова, што ќе станете дури зависни од ова на кој работите, во кој сте или па која врска од човекот, од луѓето тука. Ќе станете зависни во ова. Дури ќе се оптеретите многу во мислите, во чувствата. Нема на ништо друго да мислите повеќе освен на ова. Нема на ништо друго да работите освен ова. Дури ќе почне да прераснува во една нездрава обсесија. Не е тоа ништо трагично, тоа може да се прекрати во мигот, меѓутоа вие ќе треба да го препознаете. Сега за тоа ќе зборувам понатака, тоа ќе се случува можеби во јули, за сега вие само сте фокусирани премногу на нештово. Некои од вас пак се само незадоволни од ситуацијата во која сте. Нешто не ве исполнува овде, дали на работа, дали во домот. Нешто тука не ве исполнува. Може постојат некакви ограничувања за вас во нештово. А вие не сакате ограничувања, вие сакате да ве пуштат на слобода, слободно да се изразите, слободно да живеете. Не сакате никакви ограничувања. Периодот таа постојано ви ги наметнува. За друг дел од вас пак вас ве нервира некој дома или на работа или кај да е, ве вознемирува неговото однесување кон нештата. Толку мислите дека се однесува неодговорно некој. Мислите дека само така си остава работите сами да се случуваат, не вложува ништо ни од своите способности, ни од своето знаење, ни од своите можности, не вложува, си ги остава работите да се случуваат и вас тоа периодов ќе ви оди на нерви некако. За друг дел од вас што се случува? Вие сте работеле на нешто. Вие сте почнале да правите нешто, значи абстрактно, во метафора, вие толку вајде како што е во вашиот живот. Вие работите на нешто. И мислам дека работите на толку посветено, толку фокусирано, дури некои од вас работите во затворен простор, некои од вас работите во изолација, некои работите во ноќните часови, некои работите некаде каде во простори кои не се осветлени, некои едноставно
за некого тоа е физички простор, за некого тоа се мислите. Значи, во темнина, во работите на нешто, дури тешко е ова е тешко. Јас како што го гледам е тешко, а не пак да се работи во вакви услови или во ваква состојба на умот. И работите, дури на нешто во кое сте се занеле и вие сте изгубиле контакт со реалноста и контакт со другите луѓе во вашиот живот. Толку многу сте се внесле во ова. Сега повикот доаѓа дали од другите луѓе, дали од самиот живот, дали од ситуациите, дали од вас нешто ќе поттикне нешто во вас, ќе биде поттикнато за да вие погледнете малку. Да остварите контакт малку со реалноста и со другите луѓе. И тој повик доаѓа, за некој да ќе биде повик од некого, за некој од ситуациите само, и доаѓа во вид на помош за вие малку да излезете од тука, дали од просторијата, дали од умот, дали од ситуацијава, и да погледнете. И сега доаѓа помошта, доаѓа се на вие повторно од оваа помош што ви е најдена, вие повторно мислите дека ќе се случи, дека повторно со ново во сега што ви е понудено, ќе дојдете пак во иста ситуација на таква посветеност, таква изолација, такво. Вие сега вас пак мислите натаму ви одат, некои пак ве плашат, а некои пак се надевате дека повторно ќе бидете во ситуација на изолација и да си работите сами, затворени и кога ќе дојде овој повик, кога ќе ви ги отвори очите што се случувало, а вие сте изгубиле контакт со реалноста, кога ќе се на преку една метафора, кога ќе се запалат светлата, вие ќе видите колку многу вие сте направиле и колку многу сега треба да дореализирате, зашто или па вие едноставно сте започнале премногу проекти и сега кога ќе погледнете што се случува, вие ќе се вчудено видите како ова ќе го доведете до крај. Нешто во тој смисол се случува периодов. Значи, погледнете малку на страна, излезете од просторијата, излезете од умот, излезете од ситуацијата, остварете малку контакт со средината, со луѓето, со околностите, со реалноста и ќе биде многу полесно и за вас и ќе си олесните во иднина, затоа што на овој начин само креирате нови обврски, премногу нови, од кои и не знам како ќе се ослободите после. Во секој случај, убаво е се, вас нема да ве вознемирува тоа, но може да си створите нови обврски проблеми. Затоа добро е да преземете мерки. Сега за крај да видиме уште кој е одговорот на прашањето или желбата што си ја замисливте. Се да или не мора да биде. Многу карти не може да се... Не може, немаме време за толку. Ајде да видим. Па, прекрасно. Одговорот е да. Ако е во форма на да или не, одговорот е да, сигурно да. Ова е најмоќниот во поглед на моќ. Ако зборуваме на способност и моќ, ова е најмоќниот во таротот. И ако е помош доаѓа, ако е за вас нешто да, вие ќе станете, вие ќе се усовршите во тоа што го правите. Па, драги мои баги, тоа отприлика што може да се каже најмногу овде. Јас се надевам дека вие уживавте. Се надевам дека ќе најдете нешто што ќе ве води и до следното видео. Чао, чао!